European Network of GMO Laboratories, преку 120 лаборатории кои што имаат стандардизирани методи преку кои што се проверува храната, сточната храна, семето, семенскиот материјал и посадочниот. Значи, на тој начин се оневозможува подметнување на кај нас има такви? Има. Функционира? Да. Само нема нарачки од државата. Ако мислат дека лабораторијата сама ќе си ги плаќа анализите, малце. Значи дека функционира. Има лабораторија, кажа. И за тоа ќе дојдеме ќе зборуваме, значи полека се симнуваме, значи планетарно и Европска унија. Процесот на авторизација се одвива на 3 нивоа. Значи апликантот доставува досие во кое што мора да ги има сите овие податоци. Значи резултати од биохемиски анализи, токсичност, алергогеност, методи за одредување, следливост или тресабилити на генетски модифицираниот организам. Значи сите тие во едно огромно досие се доставуваат до ЕФСА, тоа е значи Европското тело за биосигурност, односно за сигурност на храна, со седиште во Парма, кое што во рок од 6 месеци мора да му одговори на апликантот дали документацијата е комплетна и дали се е во ред со она што они го имаат предложено. Штом добие позитивна оценка од ЕФСА, оди на ниво на Европска комисија, каде што Европската комисија во рок од 3 месеци мора, тоа е владата на Европската унија, Баросо и компанија, и потоа од Европска комисија доаѓа во Европски парламент, Европскиот парламент ги усвојува, односно ги одбива апликациите за авторизација на ГМО. Во овој момент во Европска унија има 40 регистрирани, авторизирани генетски модифицирани организми, од кои што најмногу се пченки, 21 линија, соја, 3 линии, памук, 3 линии, компир, маслинова репа, шекерна репа и карамфил. Значи, карамфил, кој што има плава боја, значи променета му е и е доста поскапо да видиме. Значи, тие се досега авторизирани. Во моментот за авторизација чекаат преку 40 апликации кои што се у процес на разгледување, а 20 се одбиени, затоа што не ги исполнували условите предвидени со протоколот за авторизација. Сакам пак да кажам, не е плук ни залепка. Значи, тие не се будали таму. Значи, мора да имаат некаков систем кој што треба да проверува дали тоа што се нуди на европскиот потрошувач е нешто што може да му наоди или не. Сакате да кажете дека е добро ствари, да? Има еден проблем. Јас имам резерва во однос на време траењето на овој тестирање. Единствен тој. Да. Јас се извинувам, дали ќе може прашањата по завршувањето? Ако имате нешто, ќе имаме простор каде што ќе можеме сите да поставиме прашања. Значи, времето на анализа на влијанието на генетски модифицираниот организам врз експерименталните животни е релативно кратко и трае 3 месеци. Зборувам во процесот на авторизација. Значи, они се должни тие 3 месеци да истестираат дали влијанието е позитивно или негативно. Кај животни со релативно крат животен циклус, тоа е солидна должина, време траење. Меѓутоа, кај домашни животни кои што живеат 20-30 години, тој период е доста краток. И мислам дека тука треба да се направи притисок, да тој период се драматично се продолжи барем на неколку години. Сега, исто така, за да не ме сватите погрешно, предпоставам дека во главата ви се случуваат сега конфузни мисли, предпоставам и тоа е добро. Значи, јас, за да не ме доживувате како човек кој што запнал дека ГМО е важна работа и треба да се протежира, напротив, сакам само да ви укажам дека човештвото се соочи со еден сличен проблем пред 40 години, кога беше откриен DDT, најпопуларниот пестицид, за кој што вика дека е безбеден, биоразградлив, нема никакво влијание врз човечкото здравје, за да после 40 години се констатира негов кумулативен ефект и денеска веќе канцерогено дејство на DDT, па денеска проверуваме особено за присуство на... Затоа што тој не е само во земјоделските производи, туку и
долго време веќе перзистира во почва. Така што во тој смисол јас преферирам јавноста да е будна, да се сензибилизира за овие прашања, да реагира. Јас полето на моето делување го гледам во тоа да се продолжува постојано периодот на тестирање и мојата црвена линија никогаш не сум се бавил со генетска модификација на животот. Тоа е нешто што е ризично, нешто што може да излезе од контрола и мислам дека играњето, особено со животни кои што се во природни услови, популации кои што може да се условно кажам одметнат, тоа веќе не знаете кога ќе ви се врати како бумеранг. Така што во тој дел навистина треба да се има резерви. Во однос на последиците, сакам да кажам дека 2011 година Европската комисија или владата на Европската унија усвои еден извештај кој што беше компилација од работа на 130 истражувачки проекти, преку 200 истражувачки групи кои што работеа на проектот. Пари околу пола милиарда евра се потрошени за такви истражувања и клучната констатација е дека сите тие испитувања покажуваат дека генетски модифицираните организми немаат штетно влијание врз човечкото здравје. Апропо овие 3 истражувања што ги спомна доктор Белков, значи овде ќе имате 130 такви проекти каде што тие истражувања не траеле само 3 месеци. Значи методологијата била таква за да се провери на долги стази какво е влијание. И тие покажуваат дека нема никакво штетно влијание. Што би било разлика помеѓу генетска модификација и конвенционална селекција? За мене и тоа другото е неприродно. Ако земам да вкрстувам јачмен и пченка, па добивам трификале, па не е баш посогласно со природните закони. Кај конвенционалната селекција, очекувањата се случајни, не знаете која комбинација од гени ќе се случи, а резултатите ќе ги почекате неколку вегетацијски циклуси. И на крај може да нема ефект. Кај генетската модификација целно знаете каква промена предизвикувате и во следната генерација веќе гледате што сте добили. Јас само за илустрација ќе ви кажам, во Јапонија работев на модификација на ориз и тоа во време 2001 година кога во Јапонија беше прохибирана генетски модифицирана храна. И јас ги прашував колегите, велам, добро, што работите ова кога ќе дојде време. Денеска Јапонија е полиберална во однос на Европска унија. Во Европска унија треба да се обележува све што има над 0,9% ГМО. Во Јапонија е над 5%. И целта беше тогаш да го зголемиме процентот на скроп во оризовото зрно, што од нутритивен аспект е глупо, затоа што да намалите ниво на протеини, да покачите ниво на скроп. Меѓутоа, таа сорта на ориз требаше да се одгледува заради производство на саке. А саке, знаете, се добива како резултат на ферментација на скроп. Така што, во тие истражувања, полека знам со каква внимателно што све се правеше за да се пристапи кон такви експерименти. Сега да видиме каква е состојбата во Македонија. 2008 година е донесен закон за ГМО. Надлежно Министерство е за животна средина и просторно планирање. До 2002 година генетски модифицираната храна беше забранета согласно со правилникот за безбедност на храна. Потоа се конституираше таа агенција за храна, таа беше надлежно тело. 2006 година во декември отворивме лабораторијата за ГМО на земјоделски, која е единствена овластена, не сме акредитирана, сме овластена лабораторија. И до денес имаме добиено една анализа од државата за да извршиме анализа. Сме направиле преку 40 анализи за потребите на компаниите кои што извезуваат или увезуваат и кои што мора да имаат декларација дека нивниот производ не содржи ингредиенти кои што потекнуваат од генетски модифицирани организми. Значи, ние повеќе работиме за компаниите, но не и за државата. Од 1 јануар почнува национална скрининг програма, каде што Дирекцијата за храна и ветерина обезбедува средства за 100 анализи, кои што ние ќе ги правиме за потребите на државата, значи во 2014. Меѓутоа, проблемот е што ни семе, ни саден материјал се контролира.
Значи Министерство за земјоделие се уште нема регулатива, воопшто немаат обврска нивните инспектори да носат семе и саден материјал за проверка дали е или не е генетски модифициран. Во однос на семето наше и нивно, тука има една дубиоза економска голема. Значи, има тука и некои студенти мои кои што денеска баш се видовме, и они добро знаат дека фармер во Македонија со користење на наше автоктоно семе не преживува. Затоа што земете го доматот, да, супер е тој домат јабучар, меѓутоа ако не го продаете удвадена, може да го фрлите, го направите или кетчап, или ќе ви мувлосе и ќе го фрлите. Така да, значи, луѓето се притиснати да користат семенски материјал за сорти на земјоделски производи кои што ќе може да се пласираат на пазар. Тоа е убаво за домашни потреби. Значи, ако имате такви услови, ако немате работа, ако имате пари, ви паѓаат од него, тогаш можете да си направите ваша грајна и да се одледувате крушки, па да земете семки крушки, па да се одледувате нови крушки, нови патрижани, меѓутоа економски нема шанси да преживеете со тоа. Денеска таква е состојбата на пазарот да едноставно таков тип на производство екстензивен не ви поминува, ќе пропадне. Повторно ќе се навратам јас во Америка, не водат многу сметка за таа работа. Таму не видов на ниеден производ дека е генетски модифициран. Дури сега во последната година истражувањата покажува дека 85% од американците би сакале да им се обележува тоа, барем да си имаат избор помеѓу ГМО и не ГМО. Едно истражување во 2006 година во Македонија покажа дека 33%, односно 1/3 од луѓето по никоја цена не би купиле генетски модифициран организм. Не би пробали. Значи, имаше околу 10% кои што дебело би размислувале, неколку посто се со одговор не знам, значи половина под одредени услови би купиле, меѓутоа и се чини дека беше околу 10%, значи 1/10 од луѓето без никакви предрасуди би купувале. Што е за мене навистина изненадувачи. Пријатно сум изненаден, затоа што значи 1/10 од луѓето само би влегле во таа приказка, не водејќи сметка за другите аспекти во однос на генетската модификација. Да, пошто нема презентација, веројатно некои работи не бе во можност да ви кажам, иначе за информација ваша, 85% од сточната храна во Европска унија е генетски модифицирана. Кај храната имаме проблем, значи од храна генетски модифицирана во Европска унија можете само да најдете сојин сос, и тоа во мали проценти. Значи, европскиот потрошувач не сака да конзумира храна која што е генетски модифицирана, меѓутоа сточната храна, пазарот за сточната храна е отворен. Анализите во нашата лабораторија минатата недела, ние земавме два примерока сосема случајно, покажа дека и во нашата сточна храна процентот на ГМО е над 70. Ние до денеска имаме направено 42 анализи на виршли, сојни трици, корнфлекс, секаде каде што може да се најде соја или пченка. Чипсови различни. Значи не сме нашле случај да има генетска модификација, а да не е декларирана. И тоа ме радува. Значи се уште не сме Елдорадо за такви некои подметнувања. Загрижува фактот што во последно време Кина, која што објавила студија некоја за присуство на микроРНК во серумот, почнува да создава генетски модифициран ориз кој што не е авторизиран и лесно може да се најде на пазар. Понатаму во Колумбија и Америка се произведува генетски модифицирана пченица. Јас пченица не спомнам во Европска унија, се сеќавате. Значи таа не е авторизирана воопшто. Овошје зеленчук до сега нема создадено, односно 94-та година првата модификација е направена кај домат, кој што го викаа flower sour. Домат кој што требаше подолго време да издржи во рафтовите, значи да поспоро созрева, меѓутоа луѓето има аверзија од тоа и производителот после неколку месеци го повлече од пазар.
Не се покажа никакви негативни ефекти. Едноставно пазарот покажа дека во тој момент и ми се чини дека овошките и зеленчуците многу тешко ќе се најдат на генетски модифицираните на светскиот пазар. До овој момент се направени експерименти на 57 земјоделски култури. Во моментот под генетски модифицирани земјоделски култури се наоѓаат преку 140 милиони хектари во светот. Најголеми производители се Америка, Канада, Бразил, Индија, Кина, Аргентина, Австралија. 5 членки на Европска унија произведуваат на символични површини, тоа се Романија, Португалија, Словачка. Така да Бугарија до пред неколку години произведуваше, меѓутоа таму беше подметнат. Луѓето не знаева дека е генетски модифицирана пшенка, произведува, им го вратија контингентот и од тогаш Бугарија има навистина многу ригиден однос кон генетски модифицираните организми. Има уште многу податоци, меѓутоа мислам дека е добро да оставиме повеќе простор за прашања. Мојот конечен, како ви кажа, вашиот конечен одговор. Мојот конечен став е дека генетски модифицираната храна е тука. Преку 70% од светското производство на соја е биотек соја, ја ви кажам. Значи генетски модифицирана соја. Преку 50% од пченката во светски рамки е исто така генетски модифицирана пченка. Сакале, некеле, таа е тука. Важно е да сме многу предпазливи, каде што можеме да вршиме притисок, влијание, во нашиот случај и државата да ја сензибилизираме за да се почне со овој систематски пристап во контрола на храна, сточна храна, семе, саден материјал. Во однос на обележувањето, јавноста си го кажа своето. Пред 4 години имаше многу производи каде што немаше потреба да се обележува дека е генетски модифициран. Денес имате само две групи на производи кои што не се обележуваат. Тоа е химозинот, односно сирењето добиено со химозин, тоа е ензимот кој што предизвикува коагулација на млекото и прајање сирење, кој што е добиен по пат на генетска модификација, значи тоа сирење не мора да го обележувате и не морате да обележувате јајца, месо и млеко од животни, домашни хранети со генетски модифицирана сточна храна. Се друго мора да се обележува, сирупи, екстракти, значи се друго мора да е обележено. Кога ја би можел да бирам, ако имам на рафтот ГМО и не ГМО, ќе си одберам не ГМО. Ја можам сега хипотетички да ме прашам, затоа што исто така кај користењето на пестициди има многу палиативни оценки во однос на тоа како цревата на инсектите реагираат, па сите препарати се на тој принцип. Денес. Значи, во однос на тие препарати покажаа некои студии дека околу 180.000 тони е намалена употребата на хемикали, особено кај оние генетски модифицирани култури кои што се модифицирани со гени кои што им даваат отпорност кон инсекти и вируси. Меѓутоа имате и обратна ситуација. Најголем дел од сојата е модифицирана со ген кој што ја прави отпорна на еден хербицид. Па ве тера да прскате повеќе за да го уништувате плевелот, а сојата да расте повеќе за да може да даде поголем принос. Така што, значи не може црно-бело да гледате, се зависи од, ние го викаме од ивент до ивент. Како и да е, земете го примерот со нашето преспанско јаболко. Тоа се прска во просек 25 до 30 пати годишно. И поставете си прашање, дали би јаделе јаболка кој што е 25 до 30 пати прскана? Па ти си предавник човече на Македонијата. Бо? Па ти си предавник на Македонија. Или... Јас не може да тркам ова невистина да кажуваш си македонското јаболко, јас производител доаѓам во Спис. Да. Да. Колку пати го? Што си ти и кој си ти се да ми се представиш? Младене, знаеш дека модифицира Лорис, шо ти е чудно? Кој си и што си, од каде си, кого ги учиш, кои деца си ги учиш, само кажи ми. Добро, значи сакав Не е добро, бе, како добро, 25-30 пати македонскиот производ стратешки, јаболкото, е. Колку пати го прска?
Колку? Оно ќе го плати колку што треба, што не значи Добро дека... кажете колку Не значи дека се прска за сето време со отрови. Значи јас ви велам дека јаволко... Па ти немаш излезано на терен, ти немаш помирисано земја, осим во лабораторија не си следвал никаде и го солиш паметот на овие млади деца. Господин, јас ви кажувам без лични квалификации. Значи, господинот има своје мислење, Вие да го помагате него. Не, молам. Па види кои се Значи, не сме тука, уште еднаш кога се појасни, извинете. Па не може да не вести. Тоа мала да се извино. Може на вас, чекај, се извино. Значи, нема тука вистина што не е вистина. Овде секој си има право на собствено мислење во однос и си базира своето мислење на факти. Да молам без лични квалификации. Во анализите сега што ќе бидат правени. Ве молам. Јас повеќе им верувам на 20 руски професори отколку на сите вас. Тоа си е ваше право. Не, тоа, значи, Ама токму тоа беше и поентата. Значи јас сум должен Вие да ги одредите предоставам. не ГМО на РАФ, а тука зборувате цело време колку ГМО не е штетно. Не, јас ви кажам дека до денеска не постои факт, евиденција, доказ дека генетски модифициран организам направил белјак човек. Јас не го измислувам Да тоа. ве прашам нешто, дали е за вас нормално да става ген од жена во крава? Не, дали е тоа нормално за вас? И докаде оди таа Мислам, тоа е вистина, овие млади луѓе треба да слушат вистината, човече. Тоа е вистината според вас, извинете. Не е според мене, тоа е вистината. Се извинувам, значи ве молам. Сите ќе имате право да си го кажете своето мислење. Значи, вакцините земете го. Значи, и за тоа ќе се отвори дебат. Сите вакцини се добиени на тој начин, што се клонирани гени и се создадени